Процесот на избор на новата влада ќе помине мазно, сметаат познавачи на состојбите. Тие своите анализи ги темелат пред се на фактот дека Али Ахмети некако успеа да го смири незадоволството во ДУИ и да ги потврди клучните неколку гласови за избор на новата влада на Зоран Заев. Аналитичарите со кои изборуваше гласот на Америка не се уверени во тврдењата на опозицијските партии дека оваа влада ќе има кус рок на траење. По мене оваа влада ќе изгора 4 години, ако договорот што го склучиле пред коалицијски, нели, го извршува така како што се договориле. Опозицијата не може да објави предвременни избори ако за тоа нема бар некоја поддршка од некој од учесниците во владиното мнозинство. Мислам дека првиот тест нивни ќе бидат како ќе се договорат за локалните избори. Каква ќе биде евентуално кампањата и ако не се договорат за заеднички настап. Колку тоа ќе ги тензионира односите. Точно е дека малку по-комплицирано се создава владиното мнозинство и дека почетните сигнали се на еден немирен, да речеме, некомфорен мандат. Но имајте предвид дека претходното мнозинство беше со уште полоши бројки, со уште послаби бројки, барем од страна на владачката партија, и издржа оноку колку што издржа, односно причините за предвремените избори не беа недостатокот на поддршка во рамки на сопствените редови. Она што и Јарсовски и Муслиу го сметаат за суштински важно се приоритетите на идниот владин кабинет, што ќе биде фокусот во првите месеци кога светот се уште е во ситуација на пандемија. Ако го исклучиме справувањето со пандемијата, што е приоритет над приоритетите и не е некаква сериозна политичка агенда, туку е вис мајор на наметната агенда, тогаш би рекол дека првиот приоритет на владата треба да биде владењето на правото, односно борбата против корупцијата и криминалот. Следното е заздравувањето економско од последиците на пандемијата, структурните реформи и се разбира почнување преговори со ЕУ. Почетокот на мандатот е тој делот за храбрите одлуки. Мислам дека и се надевам секако дека на почетокот бар ветувањата кои имаат врска со прочистување или ветинг на судството, затоа што имаме различни термини од владините коалициони партнери, ќе биде еден од приоритетите. Проценките на двајцата аналитичари се дека поради тенкото мнозинство од само 62 пратеници, владата ќе биде под постојан притисок на опозицијата и ќе нема многу простор за грешки во наредниот период исполнет со предизвици: коронавирус, економија, владење на правото, почеток на преговорите со Европската унија, образование во услови на епидемија. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.